Добро утро, колеги. Искрено не ве слушам многу убаво со оглед на тоа дека е бучна надвор, кога сме на некои од градските улици, така да се извинувам доколку нешто ме прашавте. Не ве слушнав убаво, слушнав дека ми посакавте добро утро. Секако ви посакувам како на вас, така и на целата екипа и на гледачите, се разбира, кои што ја гледаат моментално нашата утринска на Телма. Ово утро решивме да ја одберем оваа локација, односно булеварот Србија. Не случајно ја одбравме оваа локација, бидејќи овде денеска и утре ќе се спроведе посебен сообраќајен, односно посебен времен режим како резултат на снимање на филм. Оваа вест беше објавена од самата продукција, односно од една македонска продукција. Во продолжение ќе го прочитаме детално соопштението, каде што подетално се објаснува околу самиот посебен сообраќајен режим. Имено вели дека предвидено е да се снима на потегот помеѓу булеварите Трета македонска бригада и булеварот Србија, каде што се наоѓаме, ќе биде затворена едната сообраќајна лента од крстосницата со булеварот Борис Трајковски до крстосницата со булеварот Трета македонска бригада. На истиот потег за време на снимањето ќе биде овозможено движење само на автобусите на јавниот градски превоз, товарните возила и амбулантните возила. Значи, движењето овде на автобусите, ако не се лажам, овде поминува автобуска линија број 13, не би имале никаков проблем доколку би ја употребувале таа автобуска линија. Еве можам да забележам дека што току помена и бројот 42. Исто така напоменато е дека за време на снимањето е обезбедена и полициска асистенција од СВР Скопје. Убаво да се знае дека ќе се спроведе овде времен сообраќајен режим со оглед на тоа дека навистина и овој булевар се смета за еден од булеварите во Скопје каде што има навистина повеќе раздвиженост, особено во оној временски интервал од 15 до 16 часот, кога многумени се враќаат од своите работни места и се упатуваат кон своите домови. Што се однесува до моменталната ситуација во овие рани утрински часови, можеме да забележиме навистина и сега раздвиженост, иако поголема имаме во оној временски интервал кој што го напоменав. Секако имаме раздвиженост и во однос на возила, и во однос на пешаци, може да се забележат и навистина оние луѓе кои што возат велосипеди, тротинети, со оглед на тоа дека навистина ово утро е пријатно. Имаме сонце кое што не е силно, е топло, топлете во она умерено, сакам да кажам дека е топло, односно дека времето е погодно за возење велосипеди, за пешачење. Сега се разбира дека имаме поголем број на возила во оваа сообраќајна лента, односно во овој правец кој што се наоѓа од мојата десна страна, односно сообраќајните ленти кои што водат кон крстосницата која што ги дели овој булевар, булевар Србија, исто така Видое Смилевски бато и булевар Јане Сандански. Повеќе возила има во оваа насока наспроти другата која што води кон крстосницата која што ги дели овој булевар со булеварот Борис Трајковски. Ова можеме да го кажеме за овој дел од градот, но се разбира, односно и вообичаено е истото, дека пораздвижено е во централното градско подрачје, односно оние крстосници кои што се наоѓаат кај Собранието, Црвениот крст, Нова Македонија, исто така Мавровка, булеварот Гоце Делчев и секаде каде што многу почесто, не само во овие временски интервали, туку и во текот на целиот ден имаме навистина голем број на возила, а некогаш па почесто и сообраќајен хаос. Среќа за сега овде не е така, сообраќајот се одвива без никаков прекин и застој, и тоа е најважно нешто кое што треба да се знае во овие рани утрински часови. При самиот крај ќе напоменам дека овој сообраќајен режим кој што ќе се спроведе денеска токму на овој булевар со почеток во 18 часот, значи 18 часот попладне, ќе трае до четврток до 5 часот. Од овде ќе ве поздравам и ние се гледаме повторно на нова локација за некои 40 минути од сега.